Да, државата забрзано ни се празни. Треба да превземеме за да не ни се случува ова и белата чума да не го земе својот замав и едноставно да останеме со празна држава. Во студиото на Македонија наутро е господинот Мерсел Билјали, со кого ќе направиме една анализа и ќе поразговараме токму на оваа тема, но и ќе поразговараме за тоа која е иднината за нашата држава. Јас би рекла тоа е систем во кој што владее еднаквост и правичност. Како што рекол еден светски државник, државниците се исто како и хирурзите, затоа што секоја нивна грешка лесно може да биде фатална. Сега премногу граѓани во нашата држава се чувствуваат дека не можат да напредуваат во оваа земја и тие длабоко чувствуваат дека не живеат во систем во кој што владее принципот на еднаквост и правичност и токму затоа и имаме иселување и на ученици, на млади луѓе и на повозрасни кои својата среќа и секако можноста за подобра екзистенција и заработувачка ја бараат во другите земји. Како до слободна држава во која што ќе владее принципот на еднаквост и правичност за сите граѓани? Па декларативно многу лесно е да се каже дека ние функционираме врз основа на тој принцип, но реално тој принцип е доста комплициран. Првенствено, значи тој принцип предпоставува еднакви можности во сите сегменти на државата, на општеството и така натаму, што кај нас за жал и ден денеска не успеваме во тоа. Партизацијата е најголемата дискриминација што им се случува на луѓето и тој кога ќе гледа дека еден кадар кој е многу подоле од него успева во нашето општество, а тој не успева со комплетното знаење, ќе се осеќа дека му е навредено достоинството, интелигенцијата. И тогаш тој не калкулира врз патриотски аспекти, дали ќе остане тука, дали ќе биде пример за иселување на други луѓе, туку поаѓа од некаквиот реален и оправдан егоизам. Значи, јас ќе барам тамо кај што ми се вреднува, значи, знаењето, и тоа ќе го направи. За жал, кај нас, значи, клучно е што недостасува мериторен систем, тоа што го збориме подолг период. Тој систем, значи, систем на еднакви можности. Систем на тестирање на повеќе начина од устно, писмено, социјално и така натаму и се донесува одлука, како што е на Запад. Например, нашите луѓе кои никого не знаат на Запад, никого не познават. И ќе влегуват у системот, у барабанот и ќе види дека ќе успеат. И кога гледа тој дека меѓу германците, меѓу швицарците, меѓу французите успева, значи тоа е за него пример позитивен кој ќе го потоа проширува во однос на своите пријатели и колеги тука и потоа по некоја математика луѓето почнат да се иселуваат. И сега ова е болна точка од значи овие години ваквите примери покажуваат дека нашите граѓани можат да се прилагодат на таков систем кој што се уште не успеаме да го направиме функционален во нашата држава, за жал. Кај нас некако е формален тој, ама како што велите вие не е функционален и многу често се случува, значи, кадрот кој е многу по-неподготвен од друг конкурент, тој да биде примен отие на партиска листа. И ние велиме дискриминација. Најголемата дискриминација кај нас е меѓу партиското и непартиското. Значи, посебно ако не си член на политичка партија, ти си дискриминиран комплетно. Дори и социјално е проблем, дали ќе добиете, ви треба партиска поддршка, некои ќе ве условуваат дека ево ќе го добиете тоа, ама кога ќе дојдат да гласат за нас. Тоа е проблем сериозно, значи, ако тоа не го надминем, а веќе подолг време болуваме од тоа, мислам дека тука сите ќе исчезнат. За жал Македонија реално, не знам дали има милиони нешто,
кажем милиони нешто, демографите велат дека е тоа негде 1.100.000, без оглед на тоа што таа цифра од пописот што ни беше сервирана. Реално таму пишува, ако сте го прочитали законот, дека како резидентни луѓе или население се третира и населението кој барем еднаш годишно се вратил во државата. Вемова, па не се тие резидентни луѓе. Тие работат таму еднаш годишно, доаѓа да ги посета родини тука и завршува. Значи, ние ефективно резидентни луѓе кои тука го спечалат лебот, прашање е дали имаме 1.100.000. Тоа е максимум. А за жал, трендот на иселувањето интензивно се зголемува и тоа сериозно ме плаши. Македонија се стреми да влезе во Европската Унија, затоа што членството во Европската Унија значи подобрување на геостратешката позиција на нашата земја, ќе има рамноправно учество во одлучување на многу прашања, ќе се зголеми безбедноста и стабилноста на земјата, која што ќе овозможи нели и основа за економски раст и развој. Секако ќе има и нови инвестиции кои што ќе овозможат нови работни места проследени со нови знаења и технологии, зголемена конкурентност на домашната економија. Се тоа е тоа што го вели власта, луѓето кои што ја водат државата. Но дали е тоа патот по кој треба да се движиме? Треба, меѓутоа, дали сме на вистинскиот пат и дали го правиме тоа како што треба? Да. Со право Алберт Ками вели дека премногу си ја сакам мојата нација за да бидам националист. Кај нас, за жал, се потаранува национализм. Ова што ни се случува со бугарите. Ние паѓаме точно во нивната замка. Зошто? На бугарите, кога им требаше да се отвори линијата или брзата трака за член кон Европската Унија, тие беа многу културни, дури првите ја признале државата така и значи немаше големи пречки. Сега тие станаја мощни, ние заглавивме со името со национализм подолг период, што сега пак заглавуваме со уставните промени, тоа е огромна грешка. И потоа сите не надминат и не уценуваат потоа, не условат и се случува тоа што се случува. И крајната цена на тоа е тотално иселување на луѓето, што е целта на сите што ние сакат добро на државата. За жал, ние потпаѓаме под тоа. Рековме дека се стремиме за влез во Европската Унија, следејќи го примерот на развиените и неуспешните земји од Западот, кои што пак преку национализмот успеа да го зајакнат својот општествен и демократски интегритет, иако во нивните држави живеат различни националности, а нам токму национализмот најмногу ни наштети. Ако направиме сериозна анализа како е проширена Европската Унија, значи се зема 2004, 2007, 2008, па 11 и така натаму. Не сум склон кон тоа да бидам убеден дека национализмот е таа двигателна сила која ги гура напред. Напротив, сите реформи кои ги направиле со брза лента, тоа било оно како главен услов за члените во Европската Унија, ние за жал го пропуштивме тоа. Нашите шанси беа да зачленим во Европската Унија во 2004 година и бевме многу понапред од сите Чешка, Словачка, Полска, прибалтички држави, да не зборам за Бугарија и Романија кои далеко зад Македонија. Ние Македонија беше значи втора после Словенија, пред Хрватска, и Хрватска имаше проблем со Словенија во однос на територијалното море и така што ние пропуштивме наводно со патриотскиот проблем со името, загубивме 30 години. И сега пак губиме драгоцено време во однос на вметнување на бугарите на уставот и им даваме шанса на неинтелектуалниот слој или руралниот слој да доаѓа и да не детерминира креирање политика. Ве молам, мора попаметно да пристапиме кон тоа како дали се со води влесувањето држава. на бугарите во уставот треба да си го отвориме патот кон Европската Унија за да имаме можност понатаму со таквиот чекор да добиеме можност да влијаеме? Прво,
ние немаме право, колку и да ги има бугари тука. Претпоставам дека ги има 3500 или 4000. Колку и да ги има. Ние не смееме и нив да ги дискриминираме, безогледно што нивната матична држава се однесува како што се однесува. Ние мора, значи, да го гледаме нашиот пат. Тоа да го решаваме и да продолжим. Оти, тоа што се случува сега. Мислам, тоа е низок ниво. Значи, за кавка треба двајца лоши. Или, двајца или будали неодговорни, така натаму. Ако ние паметно настојуваме, тие самите себе ќе се девалвираат тоа што го прават и ќе престанат тоа да го направат. Ако ги храните тие, а ние гледам дека ги храниме, тие ќе продолжат и понатаму тоа да го прават. Значи, мора да ја гледаме многу подалеку од колку во кратки ставци. Разговорот ќе го заокружиме со тоа што беше актуелно за време на викендот, именно чествувањето на 151-та годишнина од реѓањето на македонскиот револуционер и великанот Гоце Делчев. Се дигна голема прашина околу чествувањето, кој ќе биде присутен, дали ќе дојдат високи представници од Бугарија или граѓани и сите оние кои што сака. Се случи тоа што се случи. Сега ќе се навратиме на едно од мислите на Гоце Делчев, кој што високо го издигна и него како великан. Тој рече го разбира светот како културен надпревар меѓу народите, меѓутоа ако тоа го прииначиме и кажеме дека не се однесува директно на културата, туку на идеите, така со кои што земјите ќе функционираат, меѓусебно ќе соработуваат, но и секоја посебно ќе се издигнува на свој начин. Дали успеваме да ги следиме тие големи држави и како да се доближиме или да ги реализираме тие цели и идеи кои што нас како држава ќе не издигнат на едно повисоко ниво и ќе не трасираат кон вистинскиот пат? Ние идеите на Гоце ги претворивме во некултурен надпревар. Значи, ние апсолутно не треба да внимаваме што прави другата страна. Мора да си го погледаме нашиот двор. Тука треба да биде начисто. Тој нека дојдат, нека слават, не знам, нека каже дека е бугарин. Тоа е нивно право, тоа ништо не менува. Насекаде во свет може да отидете да кажете за нивниот херој нешто, може да и македонец да каже, и албанец, тие ќе кажат да, убаво, благодарам, нема да се занимава со вас. Значи, ние не смееме да се занимаваме со таков ниво на луѓето и ги храниме перманентно. Тоа ќе ни го прават секоја година. Мислам дека мора од тоа да се ослободиме дефинитивно и мора да сватиме дека Гоце, не само Гоце, или Скендер, во Белград бев пред година дена во еден собир на професори и еден професор од Белград кажа дека Скендербек е по мајка Србин. Кажу, нема лошо во тоа, Војсава се вика, може би е така, не сум историчар, но направете еден споменик, ја прв ќе дојде да ви се похвалам. Значи, нема ништо лошо други да ви дојда, но што бил некој по нација? Прво, тие се големци. Вие го кажавте. На нив не може да им каже дека биле само македонци или само бугари или не. Се биле универзални, глобалисти, хуманисти, многу повеќе од тоа. И нас не ни треба да ни пречи дека ако некој претендира да е од нивна нација. Значи, начелно треба да присапи. Што направи добро за Македонија и тука завршувам. Тие нека слават што направи добро за Бугарија. Завршува. Дали тој бил македонец, зошто да губиме време ние на тоа? Ќе го заокружиме, ќе го завршиме разговорот и останува отворено прашањето дека пред нас е многу работа, многу труд пред се на институциите со поддршка на граѓаните, ама пак за да имате поддршка од граѓаните треба да имате нивната доверба. Се согласувам. Ви благодарам многу за вашето гостување, ми беше задоволство и секако ќе се видиме во некое следно издание на Македонија Наука. Благодарам, беше чест.